Среда 17 јануари, вести на Вистел, ви благодарам за вниманието. Мнозинство членови на Судскиот совет ја отврли иницијативата на нивниот колега од Советот Милјази Мустафа за разрешување на Биса Адеми, врховна судика и председател на Врховниот суд. Со 7 гласови за отфрлање и 4 гласа против, односно за разрешување на Адеми, Советот одлучи да не ја прифати иницијативата, со што Биса Адеми останува на позицијата председател на Врховен суд. Членот на Советот Мустафа ја поднесе иницијативата поради незино недоаѓање на седниците на Судскиот совет. По функција председателот на Врховниот суд е член на Судскиот совет, како и отсуство по повикот од Советот, Адеми да каже од каде доаѓаат политичките притисоци врз Врховниот суд, за да се прифати и легализира амнестијата на Ѓорѓе Иванов. Таа го оправда отсуството вака. По побуната на контролорите на летање против работување на несоодветни кадри и синдикатот на македонската полиција стана на носе. Тие побараа стоп за партизација и депрофесионализација на МВР. Во Министерството за внатрешни работи не запира процесот за целосна партизација и кој забрзано се одвива во месец јануари 2024 година. Нови огласи по 200 на ден, велат од полицискиот синдикат. Според нив во периодот од 2017 до месец ноември 2023 година, односно во тек на 7 години, наместо да се одржува и спроведува професионализација на МВР, биле инсталирани околу 1000 унапредени партиски послушници, раководни кадри се вработуваат, лица без соодветни квалификации и без ниту еден ден работно искуство. Тие бараат веднаш да се запре и прекине ваквото забрзано вработување и унапредување, бидејќи се кршат сите правила и закони и е спротивно на меѓународните препораки. Централното градско подрачје и пристаништето во Охрид се уредуваат и расчистуваат, за да бидат подготвени за дочек на верниците и гости, што ќе решат овој богојавленски празничен викенд да го минат на Охридското езеро. На тоа место се собираат и десетици илјади верници, што доаѓаат да присуствуваат на чинот на осветување на водите на Охридското езеро и положување на честниот крст. Во тек се последните подготовки за празнувањето на богојавленскиот водосвет во Охрид. Норкачи од охридските клубови ќе го расчистуваат дното на езерото, каде е предвидено да влезат оние кои ќе се обидат да го извадат крстот од езерото. И оваа година има голем број пријавени верници, што ќе скокаат по честниот крст. Досега ги има на 400, а она што е интересно, што оваа година има голем број пријавени верници од други градови, од други земји, како и од околните држави. За нивната безбедност и здравствената состојба ќе се погрижат и неколку дежурни екипи на Црвениот крст, кои ќе организираат основни здравствени прегледи на сите оние што планираат да влезат во студените води на Охридското езеро. На самиот ден водици традиционално ќе биде организирана и крводарителска акција, што е под мотото «Една капка може да промени се». Според последната анализа на светското богатство, вистина е дека богатите стануваат побогати, а најсиромашните стануваат уште посиромашни. Вистина е дека богатите стануваат побогати, а најсиромашните стануваат уште посиромашни. Вистина е дека 5 најбогати луѓе во светот повеќе од двојно го зголемиле своето богатство од 2020 година на 869 милиарди долари, додека најсиромашните 60% во светот, речиси 5 милиарди луѓе, изгубиле пари. Вистина е дека деталите се објавени во извештајот на Оксфам во време кога најбогатите луѓе во светот се собираат во Давос, Швајцарија, на годишниот состанок на Светскиот економски форум. Вистина е дека јазот меѓу богатите и сиромашните веројатно ќе се зголеми, се вели во извештајот, и ќе доведе до тоа светот да го круни со својот прв билионер во рок од една деценија. Истовремено, предупредуваат тие, доколку продолжат сегашните трендови, сиромаштијата во светот нема да биде искоренета уште 229 години.
Вистина е дека комбинираното богатство на првите 5 најбогати луѓе во светот, Илон Маск, Бернард Арно, Джеф Безос, Лери Елисон и Марк Закерберг се зголемило за 464 милиарди долари. Вистина е дека Оксфам објави дека светските милиардери се побогати за 3,3 трилиони долари, 2,6 трилиони фунти, отколку во 2020 година, а нивното богатство пораснало 3 пати побрзо од стапката на инфлација. Вистина е дека се открива дека 148 од најголемите светски корпорации заедно оствариле 1,8 трилиони долари вкупен нето профит во годината до јуни 2021 година, што представува скок од 52% во споредба со просечната нето добивка во 2018 и 2021 година. Вистина е дека се повикува на данок на богатство за да се поправи рамнотежата меѓу работниците и супербогатите газди и сопствениците на компании. Вистина е дека повеќето водечки економисти очекуваат во 2024 година слабење на економијата. Извештајот за економските изгледи во светот од гледна точка на главните економисти беше представен во Давос и според водечките економисти, глобалната економска перспектива останува потисната и неизвестна. Повеќе од половина од водечките економисти, 56%, очекуваат слабење на глобалната економија оваа година, додека останатите предвидуваат дека ситуацијата ќе остане непроменета или дека економијата ќе зајакне. Вистина е дека исклучок е Кина, каде што процентот на оние кои очекуваат умерен раст е нешто помал поради слабата потрошувачка, помалото индустриско производство и стравувањата за пазарот на недвижности. Вистина е дека економските перспективи на Европа значително ослабеа од септември и сега 77% од економистите очекуваат слаб или многу слаб раст, или речиси двојно повеќе од есента. Економистите се исто така помалку оптимисти за изгледите за Соединетите Американски држави, Блискиот Исток и Северна Африка. Кинеските научници експериментираат со мутиран вид на COVID-19, кој има 100% смртност кај глувците. Ги напаѓа билите дробови, коските, очите и мозокот на глувците. Неважна вест. Кинеските научници експериментираат со мутиран вид на COVID-19, кој има 100% смртност кај глувците. Ги напаѓа билите дробови, коските, очите и мозокот на глувците. Во деновите пред смртта, глувците брзо изгубиле тежина и се движеле крајно бавно. Најстрашно од се, нивните очи целосно побелеле. Експертите предупредуваат дека таквите работи лесно може да тргне наопаку. Студијата го демонтира ризикот од пренос на луѓето и обезбедува уникатен модел за разбирање на патоген механизам, пишуваат авторите. Смртниот вирус е мутирана верзија, роднина на коронавирусот кој беше откриен во 2017 година. Односно 3 години пред пандемијата. Сите глувци заразени со вирусот умреле во рок од само 8 дена, што истражувачите го опишале како изненадувачки брза стапка на смртност. Иако застрашувачка студијата е прва од ваков вид, 100% смртност кај глувците заразени со вирус поврзан со COVID-19, што е далеку над претходно објавените резултати од друга студија, напиша истражувачите. Што уште поважно, резултатите од студијата не покажуваат јасно како тоа би влијаело врз човековото суштество. Франсоа Балу, експерт за епидемиологија на Институтот за генетика на Универзитетот во Лондон, го критикуваше истражувањето како ужасно и предупреди колку лесно таквите работи може да тргне наопаку. Ова лудило мора да се прекине пред да биде предоцна, напиша доктор Гендијан Глински, пензиониран професор по медицина на Стенфорд. Со најважна вест ги завршуваме вестите. Ви благодарам за вниманието ви и понатака останете со програмата на Вистинска телевизија. Пријатно!